Многу се радвам. Божик се приближува. Јас многу ги сакам Божикните изненадувања. Сакам Божик да биде прекрасен. И јас исто така. Сакам да добивам пораки. Но најмногу сакам да добијам Божикна честитка. Еве види што добив. Таа ми го прави Божик прекрасен. А што може да го направи твојот Божик најпрекрасен? Може да размислам? Да, секако. И ние ќе размислуваме за Божик. Ќе размислуваме за најпрекрасниот Божик од сите. Се почна со прекрасно ветување, со Божјото ветување. На почетокот, многу оддамна, уште пред да почне времето, само Бог, Таткото, Синот и Светиот Дух знаеа за прекрасното ветување. Ветувањето е запишано во делот од Библијата кој се нарекува Стар Завет. Тие кои внимателно го читаа Стариот Завет знаеа за прекрасното ветување, но имаше и такви кои воопшто не знаеа за него. Божјото прекрасно ветување беше дека тој ќе испрати некој кој беше многу, многу важен. Слушни го ова. Можеш да го прочиташ во Библијата. Таа личност ќе биде поинаква од сите други кои се родиле порано. Какво ветување? Луѓето кои навистина сакаа да дознаат повеќе, ја проучуваа Библијата и откриваа многу повеќе за таа особена личност. Но малкумина знаеа за ветувањето, а и никој, освен Бог, не знаеше кога тоа ќе се исполни. Точно на време, како што Бог испланирал, Бог испратил ангел кај една девојка по име Марија, која требаше да биде мајка на тоа особено дете. Колкав шок доживеа Марија кога виде ангел. И рече ангелот: Не плаши се, Марија, зашто најде милост пред Бог. Ке зачнеш и ке родиш син и ке му го дадеш името Исус. Како е можно тоа? Јас сум девица. Светиот Дух ке дојде врз тебе. Затоа светото дете ке се нарече Син на Севишниот Бог. Неговото царство ке нема крај. Марија беше восхитена. Таа требаше да стане мајка на избраниот. Ангелот објасни дека таткото на детето нема да биде човек. Бебето ќе биде Син Божи. Бог Синот стануваше бебе, а Марија требаше да стане негова мајка. Бог го исполнуваше прекрасното ветување. По известно време се роди бебето. Синот Божи дојде на земјата. Тој го напушти небото, како што од секогаш бил со таткото, и дојде како човек, како дете. Речиси, никој не знаеше што се случувало. Меѓутоа, Бог испланирал да го објави раѓањето на најнеобичен начин. Таа посебна вечер, кога се роди Исус, градот Витлеем беше полн со луѓе, но во околината се беше мирно. Пастирите се грижеа за овците, како што тоа го правеле секоја ноќ. Веројатно седеле стуткани покрај огнот и разговарале за секојдневните нешта. И тогаш Бог ја објавил веста. Бог на пастирите им ја кажал прекрасната вест. Бог го испратил ангелот и небото се исполнило со светлина, посилна отколку сончевата. Во Библијата тоа се нарекува Божја слава. Пастирите се исплашиле повеќе од кога и да било во животот. Биле исплашени, бидејќи тоа што го гледале било многу поинакво од се што дотогаш виделе или искусиле. Бог бил близу до нив, а тие били исплашени. Тој бил велик, а тие мали. Тој бил совршен, а тие не. Ангелот рекол: Денес во Давидовиот град се роди вашиот Спасител. Тој е Христос, Господ. Одеднаш небото се исполнило со ангели, илјадници ангели. Тоа огромно множество ангели го славело Бог. Слава на Бог во висините.
Тоа биле зборовите што се слушале во тишината на ноќите. Бог ја кажал прекрасната вест за раѓањето на неговиот син. Дали забележавте како беше наречен тој кога ангелот зборуваше за него? Да, Спасител. Прекрасната вест на ангелите објави дека планот што Бог го имал пред почетокот на времето, сега почнува да се исполнува. Бог знаеше дека на пастирите им треба спасител. Спасител е некој кој им помага на другите луѓе и кој ги избавува од нешто. Пастирите биле многу сиромашни луѓе. А што мислиш? Дали овој спасител може да ги спаси од осаменоста? Не знам. Тие има проблем. Беа грешници. Како знам? Бидејќи во Библијата пишува дека секој му е непослушен на Бог. Ти и јас го имаме истиот проблем. Родени сме грешници и лесно ни е да правиме грешни работи. Дали понекогаш кажуваш некои работи со кои што ги повредуваш твоите браќа или сестри или си им непослушна на твоите родители? Да, признавам. Може би понекогаш посакуваш да ги имаш нештата што ги имаат другите луѓе. Или може би некои работи кои ти се многу поважни од Бог. Тие грешни нешта се голем проблем, бидејќи не му се по волјата на Бог. Гревот те држи подалеку од Бог. Неговото раѓање беше многу важно. Затоа ангелите го исполнија небото и го славеа Бог. По извесно време тие се вратија на небото. Пастирите побрзаа кон Витлеем. Ангелот им даде 2 упатства, кои ќе им помогнат да го најдат бебето. Бебето требаше да биде завиткано во парчиња ткаенина и да лежи во јасли. Пастирите бараа да дојдат и да го најдат младенецот во јасли. Таму беа Марија и Јосиф. Тие дојдоа да го видат бебето. Па сигурно си рекле, значи ова е спасителот. Детето кој го видоа беше Спасител, прекрасниот Спасител. Но тој не беше обично бебе. Тој беше Бог, Синот, кој го напушти небото, каде што бил од секогаш, за да се роди во светот кој го создал. Тој дојде како прекрасен Спасител. Тој живееше на земјата 33 години. Живееше совршен живот, без непослушност или љубомора. Секогаш имаше добри мисли. Секој миг го живееше како што неговиот татко, Бог, го бараше тоа. Тој исто така направи многу големи чуда. Но најтешкото за него допрва доаѓаше. Бог го испрати да умре за грешниците, за да ја земе нивната вина и казна. Господ Исус толку многу ги сакаше луѓето, како тебе и мене, што беше подготвен да го направи тоа. Тој им дозволи на римските војници да го распнат на крст. Тоа беше ужасна смрт, но имаше и невидливо страдање, што беше уште полошо. Бог таткото, прв и единствен пат не беше со синот, го напушти. Бог го казни својот единствен син за гревовите на светот. Ако не се случеше тоа, немаше да има спасител и ниту едно човечко суштество, никој, немаше да може да живее со Бог. Но Господ Исус не остана мртов. По 3 дена тој воскресна и 2000 години подоцна тој е уште жив. Тој е Спасителот, единствениот Спасител, прекрасен Спасител. Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука. Воскресна. Сетете се како ви зборуваше додека уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде распнат и да воскресне на 3-тиот ден. Пред малку кажавме некои работи што можат да го направат Божик прекрасен. Но ако Исус не е твој Спасител, тогаш без оглед на тоа колку подароци ќе добиеш или колку ти е забавно, ти се уште го имаш огромниот проблем на гревот и се уште си далеко од Бог и заслужуваш казна. Бог те сака и сака да те спаси од таа казна.
Исус, прекрасниот Спасител, е единствениот кој може да те спаси. Дали навистина сакаш да се спасиш од гревот? Ако сакаш, поверувај во Господ Исус како твој Спасител. Ти можеш да му го кажеш тоа уште сега тивко. Кажи му дека навистина ти е жал за грешниот живот. Благодари му што дојде на земјата и што умре за тебе. Побарај да те спаси. Исус Христос ќе стане твој Спасител и пријател. И тоа не е се. Кога овој живот ќе заврши, и ти ќе бидеш со него за секогаш на небото. Но најмногу од се надевам дека ќе имаш прекрасен Божик со Исус како твој Спасител. Јас навистина сакам да имам прекрасен Божик. А вие?